Мал број на општини во земјава успешно ги собираат даноците и добиваат концесија од рудниците. Овие општини имаат развој наспроти помалите рурални општини, кои што тешко се снаоѓаат за да дојдат до средства за реализација на проекти. Процесот на децентрализација, кој е закочен од политички причини, покажува дека е и најголемата кочница за развојот на општините. Мислам дека во наредниот период мора да се случи некоја поголема, похрабра одлука да се дава на општините поголем удел од сите тие давачки кои што одат повеќе кај државата, и кај концесиите, и кај данокот за додадена вредност, и да се натераат и самите општини, нели, и самите повеќе да дават и за местните самоуправи, да можат и самите да го практикуваат она што го бараат, например, од државата, повеќе да им дава нив. Според експертите за локална самоуправа, општините се зависни од централната власт. Мал број на општини сами градат инфраструктура, детски градинки или го донеле гасот во нивните општини. Засега пречка за развојот на општините е стопираната фискална децентрализација. Иако во некои бројки се покажува дека одредени средства се прелеаат во локалната власт во општините, но сепак се тие средства кои идат преку централната власт, односно повеќе тоа е деконцентрација, неголи не е децентрализација, кај што општините автономно би одлучиле како ќе трошат тие пари и за кои приоритет. Друга работа, капацитетите на општините се уште треба да зајакнат, за да можат оние во пазарот на капитал да учествуваат самостојно, затоа што законот за финансирање на општините овозможува една така можност да во пазарот на капитал учествуваат општините. Поранешниот министер за локална самоуправа Сулемани вели дека Македонија се наоѓа на најниското скалило во делот на одвојувањето на средства за општините и покрај тоа што има закон кој за жал не се применува. Експертите забележуваат дека развојот на општините, продолжувањето на децентрализацијата се и лекот за да се намали иселувањето на младите од земјава.